Саше Политико ненадено влета во кабинетот на Илчо Захариев. Прашање само малце? Граначалниче, на една од снимките на Заев се слуша како вашите сопартици велат дека сте најголемиот бандит во Штип. И се дека парите се слуша исто дека парите што ги крадете ги изнесувате во Бугарија, каде што вашата керка има ланец на аптеки и вашиот син има рибник во Делчево. Се проценува дека околу пола милион евра. Дали се точни тие наводи? Па тоа се тоа што го реков едно од најголемите лаги. Мојот син го има наследство имотот на мојот татко, на мојот дедо и прадедо. Мојот син нема рибник, нема ни ресторан, тоа се знае. Во централниот регистар има податоци кој има рибник, кој има ресторан. Мојот син има наследство во Воденица и имот во селото Звегор, тоа е куќата од татко ми и тоа се нивите и шумите. Се однесува до второто прашање, мојата ќерка е врвен фармаколог и тоа клинички фармаколог. Ако тие сакат и господата сакале да видат дали има ланец на аптеки, ќе проверат во соодветните служби во Република Бугарија да видат такво нешто. Мојата ќерка работи во компанија за клинички испитувања на лекови, нема ланец на аптеки. Бидејќи веќе тоа престана, потоа кажа дека имала фабрика за лекови. И јас побарав, ако е најдат фабриката за лекови, да кажат која е таа фабрика за лекови и ме поклонам нив. Вчера на сообщение на јавноста, тоа не сте го вие прочитале, кажа дека веќе не е ланец на аптеки, не дека има фабрика за лекови, туку дека има градежна компанија во Бугарија и дека гради станови. Мојата ќерка во животот се пробива само до 18 години, не ја форсира татко и мајки, таа се пробива сама. Незиниот стручен профил е познат и работи во компанија со над 300 вработени. Собственикот се знае на таа компанија, тој собственик се има сликани со господинот Зоран Заев. Тоа го знае и господинот Зоран Заев, но сакаше повторно да лаже пред штипските сограѓани, така да тоа е најголемата лага. Што однесува до тоа дека сум јас бандит, точно дека на една од снимките моите сопартици велат дека имам голем рейтинг, значи и дека сум бандит. Што значи ако имате поголем рейтинг, вие сте поголем бандит. Моментално највисок рейтинг во државата има господинот Зоран Заев. Точно е дека во трговскиот центар имате дозволено да се изгради на диво трговски центар натре во трговскиот центар. Значи прво вие не сте ги пратиле состојбите, мора да ви кажам дека трговскиот центар е правен според детален урбанистички план кој е донесен во 2012 година кога господин Захариев не беше градоначалник. Целокупната постапка околу неговата изградба е навистина законита. До сега не е паднато одобрението за градење. Трговскиот центар е веќе пример како треба да изгледа зграда, а претходно беше јавен тоалет на нашиот град и јас се гордеам што тој простор во нашиот град во централното градско подрачје се го доби своето место. Точно е дека фирмата Колет Транс се дозволила на диво да собира песок без концесија во целата општина и да прави милиони евра пари, а за возврат прави патишта низ Штип кои што се многу лошо направени, со покриени шахти, со многу тенок слој на асфалт кој што се распаѓаат и Штипјани не се задоволни. А тоа е уште една лага која вие презентирате во овој момент. Фирмата Колет Транс не е единствената компанија која добива тендери во нашиот град. Во нашиот град добиваат тендери 8 компании, меѓу компанијата Пелагонија се појави како подизvodувач, собствено се таа на фамилијата на Бочварски. Работеше во 4 населби и тие асфалтираа, иако тоа на една телевизија рече дека немаат асфалтна база, но тие веа изведувачи асфалтираа, и ако тој тврди дека навистина 2 сантима асфалтирано, се постава прашањето каде асфалтот. Значи дека тие го лажат штипскиот граѓани и значи дека тие оштетиле општината Штип со градење на асфалтот. Што се однесува до фирмата Колет Транс, не е вистина дека фирмата Колет Транс добила од мене дозвола да вади песок. Напротив, оваа година компанијата Бетон го доби тендерот за чистење на речно корито Брегалница и тоа од населбата Македонка, односно Чатаклија, на се до 4 километар. Претходно неколку компании по налог на Министерството живота средина ја чиста реката Лакавица, а се однесува до тоа кој добива концесија, како добива концесија, можам да ви кажам, а вие како нови треба да го знаете, дека Министерството за економија го дава комплетно постапките за концесија по јасна и законита процедура. Благодарам. Како татко на градот, како го објаснувате фактот дека 10 години се гради болницата во Штип, а уште е карабина? Нели треба да се загрижите дека тоа е руина, дека Штипјани патат, а дека сега 10 години е одвај карабина? Зошто толку тој проект се доцки? Колку време ќе ви треба да го направите објектот значи, болница? Вие очигледно како новинар немате елементарни познавања која гради болницата. Општината нема надлежност во градењето клиничка болница, туку тоа е надлежност на Министерството Вашата партија. за здравство. Тоа е надлежно на Министерството за здравство. И веднаш да ви кажам дека болница се гради 2 години, не 10 години. 2009 е почната? Не, уште едно важење, не. Болница се почна минатата година. А зашто толку доцна? Вие сте 10 години на власт како партија. Не. Минатата година таа болница е веќе во напредна фаза. Ние се гордееме што во нашиот град
Владата на ВМРО ДПМН, предводена од Никола Груевски, инвестираше 440 милиони евра. Се срамите ли како сте дошле на власт 2013 година? На бомбите се слушна дека режимот буквално правил терор, дека уценувал бизнисмени, дека имало диво гласање со пари, со црни вреки. Дали се срамите од тоа како сте дошле на власт 2013 година? Не знам како ви името, но не знам дали знаете дека во 2013 година народот ме избра со акламација, добив над 70% гласови и затоа ме избра. И јас во 2005 година бев носител на листа на ВМРО Народна и повторно победив. Сигурно дека нема да кажете дека и тогаш во времето на СДС јас сум носил црни вреќи или било какви гласања. Вие евентуално немате елементарна култура како новинар, не ги познавате работите, наставувате тенденциозно, а тоа граѓаните реално ви одговорив, ќе ви кажат дека вие едноставно сте пратени овде како платен новинар да правите некои работи и да му дадете малку ветер на мојот против кандидат, но изборите ќе бидат завршени во Постои ли шанси да побарате членска книжка од СДСМ? Сте биле член на СДСМ, на Народна?